Покрај промената на името, услов за Македонија да добие датум за старт на преговори со Европската Унија, стане откажување од македонскиот јазик, малцинството и голем дел од својата историја, тврди потпредседателот на ВМРО-ДПМН Александар Николовски. Тој објави, според неговите зборови, скандалозен документ кој се крие од јавноста, а е потпишан од страна на Никола Димитров. Николовски предупредува дека Бугарија бара големи отстапки од Македонија, што може да доведе до тоа државата да се откаже од именувањето на македонскиот народ како македонски, доколку сака да оди напред на евроинтегративниот пат. Во заклучоците на Советот на Европската Унија јасно стои дека изјавата на бугарската делегација е составен дел од одлуката, а истата исто така ја приложувам во содржината на овој понижувачки документ. За ова Зоран Заев, Никола Димитров, Оливер Спасовски, Радмила Шитиненска влегуваат во проект за редефинирање, односно создавање на нова така наречена северно-македонска нација и целосно откажување од се што е македонско. Ова е целосна капитулација на политиките на Зоран Заев. Николовски вели вината не требало да се бара кај соседите и меѓународниот фактор, туку кај погрешните политики на власта на СДСМ. Според него дошло до проценка дека Заев има цена и со него за се може лесно да се договара и да се добие на штета на македонските национални интереси. Николовски потенцира дека огромен скандал е и што шефот на државата Стево Пендаровски молчи за ова. Ова е целосно погрешно, бидејќи од пред некој документ овој услов на источниот сосед стана дел од официјалните документи на Европската Унија. Председателот на државата има ингеренции во надворешната политика. Прашањето е, зошто тој со недели молчал за овој документ? Ако знаел, тогаш зошто не преземал нешто? Ако не знаел, тогаш зошто и кој го криел тоа од него? Николовски порача дека како држава итно е неопходно да се создаде заеднички согласена надворешна политика, како и стратегија за национална безбедност. Тој вели, овие два документи треба да се прифатени од сите политички партии и да бидат основа на работата на секој министер за надворешни, внатрешни работи и за одбрана, како и директорите на безбедносните агенции, без разлика од која политичка партија и од која влада се.